Централен дневник во 20 часот на регионалната К1. 400 имигранти се удавиле во Медитеранот во обид за да стигнат до Италија. Опожарен автомобил утрово во Велес. Започнува танцфест во Велешкиот театар. Останете со нас, започнуваме веднаш по најавите. Командата за обука и доктрини на АРМ го прослави 23-тиот роден ден. 90 милиони денари финансиска поддршка за развој на рибарството и аквакултурата. Продолжен рокот за полагање на испит за странски јазик за таксистите. Свеченост по повод денот на командата за обука и доктрини се одржа во касарната Алексо Демниевски Бауман во Велес. Со одлука на председателот на Република Македонија за определување на денови на единиците на армијата на Република Македонија, за ден на код е одреден 15 април, како датум кога во 1992 година зачекорија првите војници регрути на АРМ. Македонски војник кој прв одслужил воен рок во Охридската касарна е велешанецот Панче Јамандиев. Во касарната Алексо Демниевски Бауман во Велес се одржа свеченост по повод денот на командата за обука и доктрини. Основната мисија на КОД е да ја организира, координира и реализира индивидуалната обука за војниците, питомците, подофицерите и офицерите од активниот и резервниот состав на АРМ, како и поддршка на колективната обука на командите и единиците на армијата. Досега низ програмите за обука се обучуваа 25 генерации на граѓани на доброволно служење на воениот рок. Преку нашиот центар за индивидуална обука, реализација на обуката на граѓаните на добро служење на војниот рок, курсевите за професионални војници и подофицери, курсевите за јазична обука, поддршката на колективната обука преку нашите центри и капацитети за обука, даваме полн придонес во изградбата на развојот и борбената готовност на армијата. Со новата трансформација, КОД се стекне со капацитети за развој на центра за симулации, а голем придонес даде со изработка на голем број упатства, правила и доктрини од различни области на функционирањето на АРМ. Да се има одговорност за обука на сите команди и единици на армијата на Република Македонија беше и е императив на секој припадник на командата за обука и доктрина од нејзиното формирање па се до денес. Процесот на трансформација низ годините значеше и процес на унапредување на контактивноста на единиците со партнерите на НАТО на секое поле. Во 1992 година зачекорија првите војници регрути во касарните на АРМ во независна и самостојна Република Македонија. Прв македонски војник кој пред 23 години прв ослужил воен рок во касарната во Охрид е велешанецот Панче Јамандиев. Со одлука на председателот на Република Македонија за одредување на датуми на единиците на армијата на Република Македонија за ден на код е одреден 15 април како датум кога во 1992 година зачекорија првите војници регрути на АРМ. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој распиша повик за субвенции во областа на рибарството и аквакултурата. Повикот се однесува на поддршка за изградба на нови пунктови и рехабилитација на риболовните води. Ке се реконструираат иманди за традиционален лов на риба во Дојранското езеро, а ке се инвестира и во изградба на нови капацитети за аквакултура. Започна аплицирањето за добивање субвенции за рибарство и аквакултура. Финансиската поддршка ќе помогне за рехабилитација на риболовните води, изградба на нови капацитети за производство и модернизација на постојните за преработка и пакување на риби. Во атарот на село Нежилово на реката Бабуна се наоѓа рибник во кој веќе 17 години се одгледува калифорниска и златна пастрмка. Со собствена инвестиција и поддршка од субвенциите, овде постојано се зголемува количеството риба што се продава, но и онаа за приплод. Ги користим и за правење на мрестилишта, доколку кој нема, или за тие што имаме мрестилишта за доопремување на мрестилиштата со купување на нови инкубатори. Исто така ги користиме средствата за закупување на порибителен материјал кој го одобруваат до 50 грама за подмозок, која агенцијата ги враќа 50% од парите на купениот подмозок.
Субвенциите ќе се исплаќаат со кофинансирање на завршени инвестиции во висина од 100% за субјектите кои се занимаваат со рибарство и 50% од вредноста на одобрените трошоци за инвестиции во аквакултурата. Во 2015 година од државната каса издвоени се 90 милиони денари за финансирање во рибарството и аквакултурата. Финансиската поддршка е насочена и во развој на туризмот, за посета на риболовните капацитети од домашни и странски посетители. Една од општините со најмногу рибници е Чашка. Руралниот развој е поволен во оваа средина, бидејќи во овие простори нема ниеден објект кој еколошки загадува. Поволните временски услови придонесоа на терен да се види вистинската сила на комуналната изградба во општина Кавадарци. Деновиве започна санирањето за ударните дупки на главните сообраќајници како и споредните улици. Во рамки на акцијата е улицата Шишка, односно потегот од новата болница во Кавадарци до Глишик ќе добие нов асфалтен слој. Дојде до израз вистинската сила на комуналната изградба во општина Кавадарци. Имено деновиве започна санирањето на ударните дупки во централното градско подрачје, како и на споредните улици. Станува збор за реализација на дел од програмата за комунална изградба, при што општината со своји средства ќе работи на пролетното санирање на главните сообраќајници. Очекувам дека во наредните 2 до 3 недели ќе биде комплетно завршени сите ударни дупки. Прво, прибегнуваме по планот кон оние поглавни, поексплоатирани улици, а потоа одиме и кон оние поспоредни улици кои што имаат помала експлоатација од страна на возилата, како и да е. Според Панов, финансиските средства нема да бидат доволни за целосно крпење на ударните дупки, но со дополнителна помош во текот на годината ќе се направи уште едно санирање на ударните дупки, со што би се решил овој горлив проблем на возачите. Она што го планиравме во декември како нормално крпење на ударни дупки сега е со многу поголем интензитет заради невремето, дождовите и откривањето на одредени позиции кои што не сни ги планира. Во рамките на комуналната изградба и улицата Шишка, односно потегот од новата болница во Кавадарци до Глишич, ќе добие нов асфалтен слој. Се работи за интервенција на патот Кавадарци-Неготино, кој на поедини места е во катастрофална состојба, на што веќе подолг период реагираат возачите. Инаку, тендерот за крпењето на ударните дупки го има изолација од Скопје. Исто така сум во координација и со Македонија пат, кој што во овој период покрај крпењето ќе почнат со реконструкција на улица Шишка, односно на проектот Кавадарци-Неготино. Со акцијата за крпење ќе бидат опфатени над 90% од регионалните патни правци кои се во надлежност на Македонија пат, но локалната самоуправа како одговорна пред граѓаните ја превзеде обврската со сопствени средства да ги санира големите оштетувања. Рокот за полагање на испитот за странски јазик за таксистите е продолжен до 30 април. Таксистите задолжително мора да имаат сертификати за познавање на англиски јазик, затоа што тоа допринесува за подобрување на квалитетот на такси превозот. По барање на такси компаниите, рокот за полагање на испитот за странски јазик се продолжува до 30 април. Сертификатите за познавање на англиски јазик се задолжителни за таксистите за подобрување на квалитетот на такси превозот. Пријавувањето се врши преку веб страната на Министерството за транспорт и врски со приложување на М1 М2 образец не постар од 60 дена и копија од лична карта. Сертификатот ќе биде еден од условите за добивање на лиценца за автотакси превоз од 2017 година. Такси возачите нема да сносат никакви трошоци за полагање на овој испит. На конкурсот за полагање може да се пријават само такси возачи, вработени во лиценцирани автотакси компании. Времето и местото на полагање ќе бидат дополнително објавени од страна на Министерството за транспорт и врски. 33-годишниот Ј.Ј. од Велес е осомничен дека го предизвикал пожарот во старата куќа на Којник. Истата вечер осомничениот бил приведен во полициската станица и испрашуван за случајот. Благодарение на брзата интервенција на пожарникарите, пожарот за кратко бил ставен под контрола. Причините и штетата дополнително ќе се утврдуваат, а денеска пак уште еден автомобил е опожарен рано утрово во градот. Пожарот избувна околу 4 часот на улицата Димитар Влахов, кога горел автомобилот марка Ауди, собственост на М од Велес. Пожарот го гаснеле пожарникарите од противпожарната единица во Велес.
На сцената на Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот, дел од програмата на Танцфест, премиерно ќе биде прикажана пред Велешани. Утре со почеток во 20 часот на големата сцена ќе се одржи гала вечерта на Танцлаб и премиерата на Амбивалентност. На 17 април пак во склоп на Танцфест, чиј организатор е Рисима Рисимкин, на големата сцена со почеток во 20 часот, премиерно ќе биде прикажана представата Сите мои слики на Скопје танцов театар. Се работи тука за еден воркшоп, кој потоа ќе има некој такмичарски карактер, па резултатите од тој воркшоп ќе ги покажеме јавно на публиката, ќе ги поканиме наши луѓе кои се занимаваат со танцот, не е важно на кое ниво, дали како фолклор, дали како секции во училиштата, дали како танцови трупи кои живеат независно од сите институции. Значи ќе биде една многу интересна и возбудлива ситуација, потоа таа ќе настапи со низиниот театар, со целовечерна представа и ќе имаме на 28 во рамките на ова една исклучителна можност да видиме една трупа од Пекинг, од Кина, која ќе одржи генерална проба на 27-та, а ќе гледаме да ја пополниме со публика по популарна цена и вечерта, следната вечер ќе настапат овие, како што ги најавува таа. Ние немаме информации до каде оди таа работа, дека е една голема атракција. Голема визуелна и танцова атракција со многу вештини од далечниот исток, од тие нивни боречки вештини до други собитија што ги има таа представа. Се надевам дека ќе бидат многу возбудливи тие. Утре вечер на каналот YouTube премиерно ќе биде прикажан краткиот документарен филм Последниот петок. Филм посветен на последната самостојна изложба на познатиот кавадаречки уметник Ристо Соколов Сокол. Последната изложба на уметникот беше отворена на 12 декември 2014 година и беше една од најпосетените изложби во Кавадарци во последната деценија. Во четврток со почеток во 18:30 часот на каналот YouTube премиерно ќе биде емитуван краткиот документарен филм посветен на последната самостојна изложба на еден од најпознатите кавадаречки и македонски ликовни уметници Ристо Соколов Сокол. Изложбата насловена како ретроарт нови моменти беше една од најпосетените кавадаречки изложби досега. Филмот кој носи наслов Последниот петок е символика на традицијата која уметникот ја имаше своите изложби да ги отвора во вториот петок на декември. Комплетен автор на филмот е Тони Коцевски, познат уметнички фотограф и долгогодишен близок соработник на Ристо Соколов. Последната изложба на овој уметник беше отворена на 12 декември 2014 година. Тој почина на 14 февруари оваа година, оставајќи зад себе извонредно ликовно творештво кое несебично го делеше со љубителите на ликовната уметност со своите пријатели и соработници. Емитувањето на краткиот филм Последниот петок е неофицијална најава за почеток на уметнички настан посветен на животот и делото на Ристо Соколов Сокол, кој ќе се случи наредната година во Кавадарци на денот на неговото раѓање 16 април. Настанот ќе биде организиран од неговите соработници не само од Македонија, туку и од целиот свет, каде тој работеше и твореше уметност, затоа што неговиот живот беше уметност, а уметноста негов живот. Продолжува диалогот во Брисел помеѓу ВМРО ДПМНЕ и СДСМ. Македонската економија годинава ќе порасне за 3,8%. Бројот на туристи во Македонија во февруари 2015 година изнесувал 29.743. Следуваат вестите од Македонија. Во Европскиот парламент во Брисел денеска продолжува диалогот меѓу ВМРО ДПМНЕ и СДСМ со посредство на европратениците Едвард Кукан, Иво Вајгл и Ричард Ховит, а со цел ставање крај на политичката криза во Република Македонија. Првата средба на представници на двете партии се одржа во Брисел на 30 март. Делегацијата на ВМРО ДПМНЕ ја сочинуваа Никола Поповски, Никола Тодоров и Илија Димовски, а на СДСМ Радмила Шекеринска, Рената Треневска-Десковска и Виктор Габер.
Тие имаа одделни средби со тројката европратеници, а потоа и кус заеднички состанок. СДСМ останал на барањето за формирање преодна влада и оставка на министри, што било отфрлено од ВМРО ДПМНЕ. Меѓународниот монетарен фонд предвидува македонската економија годинава да порасне за 3,8%, откако забележа еднаков раст и во 2014-та. Според прогнозите на аналитичарите на Меѓународниот монетарен фонд, растот на бруто домашниот производ ќе изнесува 3,9% во 2016-та, се соопштува во априлскиот извештај на Меѓународната финансиска институција. Македонската економија расте побрзо од останатите во регионот, стои во последниот извештај на Меѓународниот монетарен фонд посветен на земјите од Западниот Балкан. Тоа се должи на мерките од фискалната политика, кои го поттикнуваат растот, но и на странските директни инвестиции. Според шефицата на мисијата на ММФ за Македонија, Ивана Владкова-Холар, Македонија води добра макроекономска политика и благодарение на фискалната политика имаше простор да интервенира во време на светската економска и европската должничка криза и да го стимулира растот. Таа смета дека Македонија постигнала успех благодарение на настојувањето да се привлечат странски инвеститори. Бројот на туристи во Македонија во февруари 2015 година изнесувал 29.743, а бројот на ноќевањата 62.297, што е зголемување во однос на истиот месец лани за 9% кај туристите и за 2,8% кај ноќевањата. Како што соопшти Државниот завод за статистика, бројот на домашните туристи е намален за 11,6%, а бројот на странски туристи е зголемен за 23,5%. Слична е состојбата и кај ноќевањата. Оние кај домашните туристи бележат намалување за 13,1%, а на странските се зголемени за 16%. Во периодот јануари-февруари 2015 година бројот на туристите е зголемен за 7,6% во однос на истиот период минатата година, а на ноќевањата за 1,7%. Кај домашните туристи е евидентирано намалување за 5,6%, а кај странските зголемување за 18,2%. Бројот на ноќевањата пак кај домашните туристи е намален за 12%, а кај странските е зголемен за 15%. За 3 месеци направени се над 10.000 хируршки интервенции во земјата. Податоците од Мој термин покажуваат дека во јануари, февруари и март во јавните здравствени установи биле извршени 10.198 операции. За истиот период биле издадени 15.087 болнички упати за операции. Операционите сали биле најмногу зафатени во градската општа болница 8 септември. Таму првите 3 месеци биле оперирани 1139 пациенти. Втора на листата е клиниката за пластична и реконструктивна хирургија со 1032 операции. Веднаш понеа со 1012 хируршки интервенции е клиниката за дигестивна хирургија. Во топ 5 установи во кои има најмногу завршени операции се и клиниката за хируршки болести Светинаум Охридски и клиниката за очни болести со 980, односно 819 интервенции. Најмногу или 2020 болнички упати биле издадени за екстракција на очна леќа, 1324 биле за ексцизија на лезија на кожа и подкожно ткиво. 1226 упати биле издадени за репарирање на ингивинална хернија, а 726 за тонзилектомија. 420 пациентки биле болнички упатени за кератажа на матка. Што се однесува до снимањата, податоците од Мој термин покажуваат дека првите 3 месеци годинава биле извршени 4446 снимања со магнетна резонанца и 11519 со компјутерска томографија. За споредба, во 2014 година со магнетна резонанца имало 12971, а со компјутерска томографија 39313 снимања. Сутери помеѓу демонстрантите и полицијата во Лубек поради состанок на Г7. Во обид да стигнат до Италија, 400 имигранти се удавиле во Медитеранот. Во продолжение вестите од светот. Со масовни протести започнала средбата на министрите за надворешни работи во германскиот град Лубек.
Група демонстранти влегле во судар со полицијата, а некои од учесниците во протестот против состанокот на 7 земји се обиделе да го пробијат полицискиот кордон. Со слогани против војната и капитализмот, учесниците демонстрациите ги започнале уште од понеделникот. Дел од нив своето незадоволство го изразиле преку медиумите поради недостигот на правата на имигрантите. Народното движење да се спречи самитот на 7 држави продолжува и денес и се очекуваат преку 3000 лица. За безбедноста на градот се задолжени околу 3500 полицајци. Италија, Канада, САД, Франција и Јапонија главно ја разгледуваат ситуацијата во Украина, прогресот во преговорите со Иран, како и начините за решавање на кризата во Јемен. Со состанокот председава германскиот министер Штајнмајер, а денес се очекува да присуствува и американскиот државен секретар Џон Кери. Околу 400 мигранти се удавија во обид да стигнат до Италија откако испловиле од Либија. Ова го потврди организацијата Спасете ги децата според изјавите на преживеаните кои биле спасени од еден брод и биле префрлени во италијанско пристаниште. Бродот кој превезувал 550 мигранти доживеал бродолом. Според организацијата, меѓу жртвите најмногу имало деца, а преживеаните патници на бродот биле претежно субсахарски африканци. Во Медитеранот од почетокот на годината загинаа повеќе од 500 мигранти во обид од Африка да преминат во Европа. Американскиот председател Барак Обама соопшти дека САД ќе достава дополнителни $200 милиони хуманитарна помош за да им помогнат на жителите од Ирак кои се принудени да побегнат од домовите заради напредувањето на исламската држава. За време на следбата со ирачкиот премиер Хајдар Ал-Абади во Белата куќа, Обама нагласи дека ирачките семејства и ирачките деца страдаат заради акциите на исламската држава и од САД се должни да помогнат. Обама додаде дека Ирак и предводената од САД коалиција која нанесува удари врз исламската држава успеале да вратат околу 1/4 од територијата на Ирак заземена лани од исламистите. Надпреварувачката комисија одлучи кошаркарскиот клуб Работнички да биде исклучен од кошаркарската Суперлига поради двата порази со службен резултат. Во деби надпреварот од ракометниот плејоф во борба за второто место на табелата, актуелниот првак Металург го совлада на домашен терен Зоимак. Во продолжение вестите од домашниот спорт. Вчерашниот ден би можел да биде запаметен како најцрн во историјата на македонската кошарка, откако комисијата за надпреварување го исклучи Работнички од понатомошното надпреварување во Суперлигата, и тоа поради два порази со службен резултат од 20-0. По второто одбивање на центраци да играат со Карпош Соколи, тие го добија и вториот жолт картон, кој значеше исклучување за тимот од Градски парк и преселба во пониската лига, поради фактот што веќе се одиграни повеќе од половина од надпреварите во кошаркарската елита. Сите преостанати суперлигашки средби на 14-кратниот шампион ќе бидат регистрирани со службена победа на противниците. Слична судбина го очекува и Куманово, кој со службени 0:20 го загуби мечот со Кожув и кој куртули од исклучување од елитата, се до решавање на жалбената постапка пред арбитражата за службениот пораз од Карпош Соколи од првото коло. За најреален исход во моментов се чини поништување на одлуката на надпреварувачката комисија, која и претходно повлече неколку контроверзни чекори за одигрување на второто коло, особено во ситуација кога нема правна разрешница. Сепак на потек се членовите на арбитражната комисија, кои имаат можност да ја отплеткаат целата ситуација или пак дополнително да ја закопаат македонската кошарка, која би се соочила со преседан и неиграње на 1/3 од учесниците на елитното друштво. Металург славеше во дербито на ракометниот плејоф со минимални 22-21 над Зомимак во првата од двете битки што ќе се водат за второто место на табелата. Македонскиот првак се соочи со големи проблеми за да го скрши отпорот на гостите, кои во поголемиот дел од второто полувреме имаа водство, но сепак стигнаа до триумф благодарение на одличниот Митревски на голот, како и на голот на Пешевски на 10 секунди до крајот.
На овој меч и двата тима имаа проблеми со реализацијата. Актуелниот првак имаше и предност од 10:8, но Струмичани подобро го финишираа полувремето и на одмор си заминаа со изравнети 10:10. Второто полувреме беше одбележено со инцидент и краток прекин во 41-та минута при водството на гостите, откако домашните навивачи тргнаа да се пресметаат со гостински ракометар, па судиската двојка беше принудена 10 минути да го прекине надпреварот. Дарко Ѓукиќ беше најефикасен кај Металург со 8 гола, додека Бувиниќ со 6, додека најпрецизни кај Зомимак беа Пецаковски со 7 и Везенковски со 4 погодоци. Во првите четвртфинални дуели од Лигата на шампионите на градското дерби Атлетико и Реал одиграа нерешено, а Јувентус со 1 гол на домашен терен го совлада Монако. Првата четвртфинална серија ја одбележаа домашните екипи на ЦСКА и Фенербахче кои ги однесоа првите победи. Следуваат вестите од меѓународниот спорт кои ги подготви колегата Ангел Самараков. По првиот четвртфинален дуел на Винсенте Калдерон против градскиот ривал Реал Мадрид во Лигата на шампионите, Атлетико Мадрид не успеа да обезбеди предност во уште едно жестоко и цврсто мадридско дерби, па на реваншот на Сантијаго Бернабеу и двете екипи ќе стартуваат од 0:0 и таму ќе решаваат за патникот во полуфиналето од елитното европско клупско надпреварување. И домаќините и гостите на вчерашниот надпревар не успееја да ги искористат своите шанси. На втората средба во Торино Јувентус обезбеди предност од 1:0 против Монако со непостоечки пенал во 57-та минута, а Монако континуирано се обидуваше од полуконтри и контри да го загрози Джиджи Буфон. Веќе за една недела на 22 април, тимот на кнежевството на домашен терен ќе ја пречека старата дама, каде сигурно ќе има многу возбудување за влез во полуфиналето. На останатите дуели од Лигата на шампионите вечерва со почеток во 20 часот и 45 минути, Порто на домашен терен го пречекува Бајерн Минхен, додека во вториот четвртфинален дуел во Париз, тимот на Парис Сен-Жермен ја пречекува екипата на Барселона. Со вчерашните мечеви од кошаркарската Евролига стартуваат четвртфиналните серии, па по првите одиграни надпревари со предност се стекнаа екипите на ЦСКА и Фенербахче Улкер. ЦСКА во првиот меч од серијата го декласираше Панатенаикос со 93 наспроти 66, каде неуспешен се покажа Теодосиќ со 18 поени и 8 асистенции, односно Николс со 13 поени беа најефикасни во екипата од Москва. Кај Панатенаикос истакна Папас, кој со 16 поени беше најефикасен играч над преварот. Далеку поинтересно во однос на она што се случуваше во Москва беше во Истанбул, каде Фенербахче Улкер успеа да победа со 1:0 во серија со бранителот на европскиот трон Макаби Тел Авив, славејќи на крајот со конечни 78 наспроти 71. Весели со 23 поени Бјелица го предводеа Фенербахче до победата, додека Макаби го имаше најефикасниот играч на мечот во името на Парго, кој постигна 25 поени. Вторите надпревари од сериите на кои домаќини одново ќе бидат ЦСКА и Фенербахче ќе се одиграат во четврток, додека вечерва првите мечеви од своите четвртфинални серии ќе ги одиграат Реал и Анадолу Ефес, односно Барселона и Олимпијакос. Во првиот меч од полуфиналната серија во регионалната кошаркарска АБА лига, во вечното дерби Црвена звезда славеше со владувајќи го големиот ривал Партизан со 73 наспроти 64. Во овој надпревар и двете екипи имаа свои периоди на доминација, па водството се менуваше константно за на крај црвено-белите да ја однесат првата победа од серијата надпревари. Американецот Дженкинс ја предводеше Црвена звезда до оваа победа со 19 поени, пред Калинич со 19 и Митровиќ со 9, до предност од 1:0 стигна и Будуќност, откако во Подгорица црногорскиот представник славеше тесно во трилер мечот со хрватската Цедевита со минимални 82 наспроти 81. Цедевита со тројката на Укиќ на 9 секунди пред крајот поведаа со 1 разлика, но црногорците забележаа победа благодарение на Савовиќ, кој реализира 2 слободни фрлања на 2 секунди пред последниот свиреш на сирената, а истовремено беше најефикасен на мечот. Вторите надпревари од полуфиналните серии од АБА лигата се одигруваат вечерва, а серијата за влез во финале се игра до 3 победи. Светскиот тенисер број 1 Новак Ѓоковиќ успешно го стартуваше турнирот во Монте Карло, откако лесно триумфираше над Алберт Рамос Виньолас со 2:0 за време од час и половина, со што обезбеди пласман во третото коло на турнирот. Следен противник на Новак Ѓоковиќ ќе биде Хајдер Мауер.
Ѓоковиќ на овој турнир го брка вториот трофеј, бидејќи славеше пред 2 години во финалето со Рафаел Надал. Србинот ја продолжува својата доминација на АТП листата откако се најде убедливо на првото место и на најновото рангирање на светските тенисери со предност од преку 4000 АТП бодови во однос на второ пласираниот Рожер Федерер. Во некои од другите поинтересни дуели во Монте Карло, Цонга со 2-0 го совлада Штруф од Германија, Троицки со 2-1 го победи Клизан и Димитров со 2-1 беше поуспешен од Вердаско. Во Македонија денес имавме сончево време. Во текот на ноќта во Демир Капија, Свети Николе, Кавадарци и Неготино, најниската температура се очекува да биде 5 степени, а во Велес 6. За утре во сите општини од Вардарскиот регион имаме најава за сончево време. Највисоката дневна температура се очекува да биде 24 степени во Демир Капија, Кавадарци и Неготино, 22 во Велес и 21 степен во Свети Николе. Ви благодарам што бевте со нас, почитувани. Останете и натаму со К1. Пријатно!